Лидерот на Националната демократска природба Руфи Османи на пресконференција реагираше на како што вели неоснованите обвинувања на Невзат Бејта. Сите проекти кои се промовирани се финансирани од Светската банка, КХФ банката, ИБАРТ, промоцијата на економско-социјалниот совет со УСАИД и промоцијата на регионалниот центар во Вруток како дел од ИПАРТ програмата се ексклузивен допринос на општината од мандатот 2009-2013 и актуелното раководство нема никаква заслуга, вели Османи. Обвинувањата дека незаконски преку кофинансирање во капиталните проекти потрошил 11 милиони денари, односно според него 200.000 евра, Османи ги окарактеризира како клевета заради што против Бејта ќе поднесе тужба. Во последното комунике он продолжува со неаргументираното обвинување против моето работење додека бев градоначалник на општина Госивар. На 18.4. пушти едно обвинување дека наводно јас сум злоупотребил 1,2 милиона евра, јас му поднесов тужба, он заедно со неговиот адвокат не доаѓаат на седници, а вие го имате нивниот одговор, во кој одговор тие наводно кажуваат дека биле погрешно сватени. И втората клевета е последната дека наводно при реализација на капиталните инвестиции преку системот на кофинансирање, дека наводно тука сме злоупотребиле 200.000 евра. Апсолутно и таа е уште една нова лага. Општина Гостивар во мое време плаќаше само тие капитални инвестиции за кои имаше изведено јавни тендери. Постоеше можност за кофинансирање, но тие односи беа регулирани помеѓу граѓаните и помеѓу операторите. Реагираше и актуелниот градоначалник на Гостивар Невзат Бејта. Наместо да дава оставка, тој уште излегува во прес и коментира. Немам ја друг коментар сем да му порачам тој да дава оставка и да дојде некој попаметен во нивната партија и да го води партијата и може во иднина да имат успех, пошто ние го сакаме и го почитуваме демокрацијата и го сакаме плурализмот. Тој не го почитува ни плурализмот, ни демокрацијата. И затоа во иднина да не ги мачи граѓаните, пошто два пати ги има изгубено изборите. И тој сите обвинување што ги има направено или клевети за мене, тој не се појави на суд, ја ќе одам на суд, пошто ја имам доста аргументи. Ја без аргументи не зборувам. И аргументите се во архивата на општина Гостивар. Судскиот процес меѓу сегашниот и поранешниот градоначалник на Гостивар е закажан за 30 октомври.